Благодарам. Не знам зошто да ми е страм, почитуван министер. Во време на ВМРО ДПМН беше реконструирана клиничка болница Битола, цела дограма сменета, надворешна изолација ставена и во втората фаза требаше да се направи внатрешна реконструкција на болницата и да се реконструира инфективното оделение, за кој што, колку што се сеќавам, имаше обезбедено средства. Сега точно не се сеќавам во колкава вредност беше донирана опрема од магнети, од компјутери, ехоапарати. Сега, откако дојдовте вие на власт, предходниот директор ја остави болницата со 1.600.000 евра долг, а вие не успеавте еден ангиограф да го поправите, затоа што во клиничка болница Битола нема пациенти само од ковид, има и од други заболувања, така да 2 години ангиографот не работи и не знам зошто да ми е срам. Платата мене не ми е 100.000 денари, искрено да ви кажам, и треба малце на контрола да направите на исплатата на платите, затоа што и платите се исплаќаат по партиска книжка и ваква неправда меѓу здравствените работници никогаш немало. Значи немојте да ја вртите главата. Од друга страна имате здравствени работници кои што не се примени на работа 6 години, доктори, затоа што родителите им се од ВМРО ДПМН. 6 години не се вработени. Имате доктори што се примени како општи лекари, а не им давате специализација затоа што нивните родители се од ВМРО ДПМН. Каде сакате да ги избркате? Во странство младите доктори? Па тие се ваши колеги, почитуван министер. Ви благодарам.